Откако вчера министерот за здравство Никола Тодоров на пресконференција истакна, денес и директорката на општата болница во Струмица Анкица Ангова потврди дека веќе е започната постапка за јавна набавка на нова опрема за оваа институција во вкупна вредност од 150 милиони денари, односно над 2,4 милиони евра. Нова опрема ќе има за очното оделение, ќе бидат набавени посебни инкубатори за транспорт на ризични новороденчиња за пациенти зависни од кислород, а ќе се доопремуваат и оделенијата за интензивна нега и патологија. Се набавуваат и апарати како замена на оние кои се веќе дотраени или поради зголемениот обем на работа, потребно е зголемување на бројот на вакви апарати, и тоа 4D ехо апарати за гинекологија, други ехо апарати, пациент монитори, аспиратори, лигашур, лапароскопски столб како и хируршки инструменти. Опфаќа комплетно медицинска опрема и немедицински инвентар, наменети за постоечкиот објект што е во фаза на реконструкција, а го почнавме минатиот април се со цел да затвориме инфраструктурно еден комплексен објект со огромни специфики, направен по најголемите современи текови, и се надеваме дека на тој начин ќе го подобриме квалитетот на здравствените услуги на пациентите, а воедно и ќе помогнеме во амбиенталниот развој и условите за работа на персоналот. Покрај во нова опрема во болницата интензивно се работи на комплетна реконструкција на новиот блок на зградата, кој како карабина стоеше неизграден од 1985 година. Сега овој блок е во завршна фаза и таму ќе бидат сместени повеќе оделенија со најсовремени услови за лекување на пациентите. Оваа реконструкција на новиот дел е во вредност од 4,2 милиони евра или 257 милиони денари, со што целата инвестиција во оваа болница, овозможена од Министерството за здравство, ќе надмине 8 милиони евра. Во приземје се планирани ургентен дел, специјалистичко-консултативните амбуланти за хирургија, ортопедија, урологија, анестезија, дневни болници и централна стерилизација, што представува новина за овој регион, бидејќи до сега секоја операционна сала постоеше операционен блок или стерилизација кој беше обскрбувана повеќе од човечки ресурси. Тоа се однесуваше на миење на инструменти, пакување на инструменти, се до фаза кога се става да се стерилизираат. Со новината во овој објект се планира централната стерилизација да ги обскрбува и поточно задоволува потребите, а во форма на апаратура за сите оперативни блокови што се распоредени по оделенија. Планира да бидат хирургија, ортопедија, урологија, пластична хирургија, гинекологија и акушерство и очно и ушно да се дислоцираат од постоечката локација. Ангова нагласи дека како и досега, така и во периодот кој предстои, лекари ќе бидат праќани на обуки и специјализации во земјава и странство, што значи дека паралелно се работи на зајакнување на кадрот во болницата која е стожер на здравството во југоисточниот регион, бидејќи делокругот на незиното работење опфаќа 230.000 жители.